Добро дојдовте во уште една епизода на Рекорд Токс. Овој пат во малку поинако издание. Имаме двајца гости, двајца сериозни колекционери на плочи и на музика. Сериозни джез колекции, па и све околу джез. Ги имаме доктор джез Игор Спировски. Не е толку джез. Не е толку джез, ама е доктор джез. И Шамба. Дојдовте дечки, наши блиски другари, пријатели. Како што реков, едно поинакво издание, двајца ни донесува по нешто од нивните колекции, ќе презентираат некои нивни ствари. Ќе одиме back and forth меѓу двајцата, ја ќе се убацувам чисто да пореметам малку ствари. Така да прв мислам дека ќе идеме со доктор Спиро. Спремни сме да ставиме една поканата, спремни сме, да. Тионаш серију моментов е Nat King Cole Trio. Nat King Cole Trio базирано во Лос Анџелес. Ова е 10-инчна плоча, издадена за Capitol Records. Може да ја видите. Првите песни од ова трио се издадени на 48-мици, меѓутоа во 1950 ги издаваат на 10-инчни, излегуваат од волум 1 до волум 4. Ова е дел од тие. Така да сега ќе чуеме една ствар која што е Road 66. Тоа е патот што поврзува 2/3 од Калифорнија. И со тоа најавувам дека мојот дел од сетот ќе биде базиран на West Coast. Така да ќе почнеме со Nat King Cole Trio Road 66. Ајмо. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. To this timely tip when you make that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Пошто докторот си има приказна цела поврзана со Западот, идеме. Значи ова беше материјал снимен меѓу 46 и 50, меѓутоа после војната во Лос Анџелес се случува, да кажам, модернизирање на музиката. Се јавуваат голем број млади свирачи, претежно на дувачки инструменти. Се јавуваат три
да кажам, продукцијски куки, рекорд компании кои што го дефинираат звукот на западната обала, така наречен West Coast Jazz. Едно од нив е Pacific Jazz Records. Ова ми е омилена плоча од Pacific Jazz Records, кај се Bud Shank и Shorty Rogers. Ова може да го видите вака. Иначе на сликата е Лос Анџелес и може да видите го Лос Анџелес во 50 бил многу мал град, не бил воопшто близко до Чикаго, до Њујорк и останатите, малку бил изолиран од другата сцена во Америка, така да се развива као свое посебно ткиво, каде што музиката е многу отворена, меланхолично, оптимистична, така доста свежа, доста весела, без да го има страголот на расните разлики во Америка или материјалните разлики во Америка. Така да сега ќе пуштиме на стварот Bud Shank и Shorty Rogers. Иначе Bud Shank е еден од истакнатите свирачи на Pacific Jazz Records. Сега ќе очуеме Bud Shank. Темата се вика Casa de Luz. Ова беше Bud Shank со Shorty Rogers, Pacific Jazz Records. Иначе Pacific Jazz Records се нарекува до 57 година, 57 година се нарекува World Pacific Jazz Records. Имплицира на тоа дека ќе имаат и друга музика осим джез, а Pacific Jazz Records останува за джез изданијата. Ќе ви покажам неколку изданија од Pacific Jazz Records, ова се first pressing.
да речеме ова е World Pacific Records, ова е Chico Hamilton Quintet, Ellington Suite. Ова е прекрасна една компилација на се што случува на западната обала преку радиоемисија. Може да видите нивната естетика колку е посебна за разлика од се друго што случува во тој момент. Ова е Чет Бейкер со Бат Шенк и Рас Фримен. Pacific Jazz Records, ова е од 55-та година плоча. Let's Get Lost, Чет Бейкер. Чет Бейкер ми е мене омилен артист, преку него влегува джезот. Ова е Jazz at Caltech, Pacific Jazz Records, Bud Shank Quartet со Боб Купер. Иначе во тоа време овие бендови местото каде што свиреле било преку ден во колеџите низ западната обала. Вечерта била резервирана за жестоките бендови од типот на Duke Ellington, Count Basie и останатите. Они свиреле преку ден и свиреле на младите, на студентите, така да оваа музика во тоа време била доста модерна музика. Ова е да речеме Лориндо Алмеида со Бат Шенк, исто Pacific Jazz Records. Така да естетиката е доста посебна. Сега ќе ви презентирам нешто од Чет Бейкер, мојот омилен артист. Шад си помагај. Докторе, морам упаузава да спомнам дека прекрасно ја водиш приказна. Топ. Одлично. Значи, она што ќе чуеме сега е Чет Бейкер, Sings and Plays, со Бат Шенк и Рас Фриман. Рас Фриман е пианист од тоа време. Ова е каверот на плочата. Чет Бейкер, после соработката со Гери Малиган Квартет, го напушта квартетот. Гери Малиган завршил затвор заради некои нелегални активности и он продолжува да свири. И со оваа плоча фактички предизвикува фантастичен успех низ Америка. Иначе плочата е дизајнирана од Вилијам Клекстон. Вилијам Клекстон е неговиот фотограф во тоа време. Може да видите како фонт користи за каверот на плочата и фотографиите црно-бели на Чет Бейкер. И малку имплицира со неговата појава на Джеймс Дин и целиот тој, да кажам, изглед на млади, добри дечки кои што се шетаат на обалата на Калифорнија. Така да сега ќе чуеме стварта Let's Get Lost на Чет Бейкер од Чет Бейкер Sings and Plays.
Чет Бейкер, Let's Get Lost. Не може да издржам, мора пуштам уште една ствар од Чет Бейкер. Следната ќе биде Look for the Silver Lining. Само да ја погодам. Look for the silver lining whene'er a cloud appears in the blue. Remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you, a heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. Heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. Ова беше Чет Бейкер со Look for the Silver Lining за Pacific Jazz Records. Иначе ударна игла на оваа издавачка куќа беа Bud Shank, Гери Малиган, Чет Бейкер. Чет Бейкер е еден од најпродаваните артисти во Америка, дури мислам дека на второ место позади Бил Еванс. Така да еден е од најбитните случувања на западната обала. Меѓутоа, се тоа се случува горе-доле во Лос Анџелес, малку погоре во Сан Франциско, во исто време се случува друга ситуација. Се ова посебна екипа која што ја предводи можеби еден од најдобрите пианисти, Дейв Брубек. Сега ќе чуеме 10-инчна плоча, ова е француско издание на Vogue од Дейв Брубек Трио. Песната се вика Body and Soul. Иначе можда е ова првата песна каде што почнав да вајбам со син ми заедно. Дейв Брубек, забравив да напоменам, издава за Fantasy Records. Fantasy е втората компанија што го дефинира звукот на западната обала, третата е Contemporary Records. Тие три компании го прават целиот тој вајб во 50-тите на западната обала и буквално се борат со истокот. Борат не е зборот, меѓутоа во исто време функционираат со своја естетика.
Ова беше Дейв Брубек, Body and Soul. Приметивте примеси на латин звуци. Оно што е интересно дека за Fantasy Records во исто време снима и втората ударна игла на Fantasy Records, тоа е Carl Chader. Во моментов кај мене имам плоча Carl Chader Quintet од Fantasy Records. Ова е оригинал first pressing, иначе многу интересно за Fantasy Records е дека за прв пат они почнуваат да употребуваат боја на винилот. Нивната карактеристична боја е бургунди ред. Она што ми се допаѓа кај оваа боја, дека има боја на крв, нешто близко со она што го работам. Сега ќе чуеме Carl Chader Quintet, Philadelphia Mambo, Latin Sound. Само момент. Fantasy Records, Burgundy Red, Carl Chader Quintet, Philadelphia Mambo. беше Carl Chader за Fantasy Records. Спомнавме дека покрај Pacific Jazz Records Fantasy има уште една куќа што го дефинира звукот на West Coast Jazzот, а тоа е Contemporary Records. Сега ќе го чуеме Берни Касел од 1955 Contemporary 3527. Може да го видите каверот на оваа плоча. Иначе во оваа година Берни Касел е избран за најдобар гитарист во Америка. Така да ќе го чуеме сега во негова најдобра форма.
Иначе исто и Contemporary Records се карактеризира со многу добри кавери. Земав со мене уште два. You Get More Bounce with Curtis Counts. Одличен кавер, еден моите омилени. Music to Listen од Ред Норво. Може да приметите наивата и убавото и безгрижното. Наистина во тоа време Калифорнија ужива. И веројатно тоа трае се до појавата на Менсон и неговите убиства во Америка. После тоа Калифорнија изгледа поинаку. Ова беше Contemporary Records, Берни Кесел. Имам уште една плоча пред да се одијам. Шта ти помага? Значи, таа битка меѓу West Coast и East Coast трае во 50-тите и по што гледаме дека East Coast продолжува со се поинтензивно темпо во 60-ти, 70-ти и понатаму, додека West Coast приказната малку се губи и оди, да речеме, во заборав сите овие, да кажам, меланхолични звуци се поретко и поретко се присутни на америчката сцена. Меѓутоа, во исто време се случува да се бараат нови инспирации, се бараат нови теми кои што ќе бидат обработувани, иначе джез стандардите во тоа време биле скроз прегазени, да кажам, илјадници верзии на джез стандардите од сите тогашни музичари. И во моментов ќе модернизирам приказната со една плоча на Джими Мегриф, Топ Капи. Ова е каверот нејзин, не ја зема во Сан Франциско. Иначе на оваа плоча Джими Мегриф наоѓа ТВ теми и теми од филмови за да најде инспирација за нов звук. Сега ќе чуеме Джими Мегриф.
Така да, тоа беше мојата презентација на West Coast Jazz Лукот денеска. Меѓутоа, жешкото столче попладнево го делиме со мојот драг пријател Шамба, да кажам, мојот учител на моменти, мојот водач низ джезот и музиката. Шамба, знаете дека е вонсервиски свирач на гитара. Најдов плоча што би сакал да му ја подарам во оваа прилика, истовремено и ќе ја чуеме, Шаци, да ова е поклон за тебе, ќе ја чуеме Centipede Boogie од Chet Atkins. Спиро, фала ти за ова пакетче од West Coast музика спремна. Стварно ужива во ова. Мислам дека и публиката скромна од страна уживаше. Се надам дека и вие што слушате уживавте, но не прекинуваме тука, пошто продолжуваме со нашиот драг пријател Шамба. Ние сме пред Амок Радио Headquarters. Вие слушате уште една епизода на Record Talks во соработка со EU House. И исто каква примопредаја на плоча се случи во живо. Не знам што да кажам. Не знам што да кажам, не беше договорено од претходно. Така да јас едва и чекам да слушнам што ни спремил Шамба. Да. Првен малце вовед да направам. Јас нема да одам. Мојот концепт не е. Се работи највеќе за мојата колекција дома што имам, ќе кажам од кај сум ги купил тие работи, човекот што ми ја продал, како ми пристапил. Да не е уклучен? Не уклучен. Да, добро. Изгледа треба блиско да зборам. Да, да. Фала ти е, там спики за Чет Аткинс, не знам што да кажам, зашто у исто време некои луѓе што ме познаваат знаат дека ја свирам греч гитара, Country Gentleman, истата гитара Чет Аткинс што свири. Не знам како се гаѓа ова, поклонав на многу нивоа, да, ме погаѓа ептан.
ме погаѓа Ептан. Фала ви што ме поканивте Ептан. Зашто сегаш огромна радост ме носи. Баш ни е мило што сте во ваква комбинација дојдени. И пошто е прв пат ваква едиција, и мислам дека функционира. Така да Ќе видиме, јас ќе уште не видиме. сум почнал, само момент, уште нешто да кажам. Секогаш јас тебе да слушам како ми пушташ музика, многу ретко ја да ти пуштам на тебе, па денеска е... затоа им е баш Ќе драго и направиме контра и баш ти кажав, си ја слушнал ли The Fest од Стили Ден песната? не сум ја слушнал и Не тоа си ја ти чул? кажа дека чекам да Е, ја па слушам. нека како, може некако диско ќе ти ја барам да ми ја пуштиш после ова. Пушти ја прво да слушнеме што кажува, па за диско ќе едва чекам да Спики ќе слушнам. го направи тоа, мислам. Спики, идеме. No, I'm never gonna do it without the feds on. Oh no. No, I'm never gonna do it without the feds on. Oh no. That's what I am. Please understand. I wanna be a holy man. No, I'm never gonna do it without the feds on. Oh no. Ain't never gonna do it without the feds on. Oh no, that's what I am. Please understand. I wanna be a holy man. No, I'm never gonna do it without the feds on. Oh no. Don't make me do it without the feds on. Oh no. That's what I am. Please understand. I wanna be a holy man. Само што сфатив дека можам јас да го терам, да Спиро беше West Coast, а јас можам да го терам концептот поклоните што ми ги има дадено Игор Спировски на мене и да ги пуштам така, ти текнувам, зашто
Заборев да кажам дека оваа плоча уствари Royal Scam од Стили Ден многу убав албум, да го препорачувам на тие што се интересираат за татковскиот звук на Стили Ден, да го проверат дефинитивно. Со тоа можат и да видат, мислам дека Kanye West имаше некои ствари баш од овој албум семплувано, чопната кој со шемпионен на песноша. И тоа што секогаш мене ми се допаѓа кај купување на плочи, колку и да поскапеа се, колку и да се скапи и да се жалат луѓето скапени се плочите вона. Најубавиот момент е кога ќе влезеш во некој дуќан и таму човекот што продава, уствари многу знае за музика и ти ќе му кажеш, бе го имаш ова и он ќе ти каже уште 10 работи што ти сакаш, а не си ги знаел, ти текнува. Тој момент јас најмногу ми фали и како што се затворија границите со ковидот, уствари нешто што душата ми стрепа е да отидам во добар рекорд стор и таму да има човек што си ја знае работата, што еклектично се поставува кон музиката, не е само ограничен на еден жанр и полека да ме декодира тој човек и да ми рече ова може би го сакаш, знаеш, како мислам дека ќе ти се допадне и да испадне ти текнува Spotify тоа. уживам, а се 100% се слагам дека е еден од најубави начини на откривање на нова музика. Значи интернет постои, интернет нема крај за откривање музика, ама Да, само момент. Сега ќе кажам уствари дека плочата што Спиро ми ја купи, Royal Scam од Стили Ден, ја има купено од Сан Франциско. Тој човек кај што он отиде од дуќанот, се вика Фабиан и сега мислам сакам он да ви каже за да не биде од втора рака информација. Да, само ќе дадам едно дополнување. Прво таа ми ја нарача плоча и морав да ја најдам. Ако се сеќаваш добро, така да... Да, ама во другите Сан работи што ги Франциско, донесе да. од тоаш, Така да тоа беше задача и добро што ја најдов во тој рекорд стор на Хай Стрит во Сан Франциско, каде што го запозна Фабиан. Фабиан е еден фантастичен дигер по потекло од Мексико. Она што ме изненади кај него дека имаше толку сака светска музика и собира свет да кога му кажав дека сум од Македонија извади плоча од Целимовска Желчевски. Значи тотално изненадување и во неговиот рекорд стор поминав скоро цел ден. И донесов некои 30-40 плочи кои што до ден денес не се многу драги и слушаци ги треба да слушаме направите заедно. емисија Да. со тие 40 плочи. Која плоча иде сега? Сега наредно, значи од Само извини. На прашање, а кој идеш пак во Сан Франциско? Се надеваме брзо. Кажувај ако идеш имам нарачка некој. ќе пуштиме Voodoo. Сега. Не. Плеја. Ова, side one. А сега, оваа плоча од кога ја имам купено, човекот си е до мене тука одма. Тоа е Double G. Не е Сан Франциско, ама. Да, не е Сан Франциско, ама убав ден беше, памтам дека имаше 12 на терасата. Да, горе беше. А, таму ја купи ти. Да, Таму да. ја купи ти. Добро, Сан Да Франциско. гледаш и На батерии. многу убав албум. Мислам дека го дефинира неосолот. Револуционерен албум. Да. И доста време работа. Нивниот пристап да направат нова музика или неосол. Нешто доволно квалитетно да може да го ставиш на исто рамнешто со Marvin Gaye, со Sam Cooke, со тие пејачи, а да е модерно, да е апдейтирано. Буквално Марвин Геј за некои други генерации. Да. Можеме? Добра паралела. Да. Let's go. Уживајте.
I try. Take 'em out. Amaze you with my handle, impress you with my pride. Play you like a pro, and take over the show. Sneak you and defeat you. Pop you up your clothes. Pop you up your clothes. Bring the drama, play. Get me all you got. Spin that one like ripple. Slip right past the clock. Set you up for two. Shoot your back shot. Shoot your back shot. Let me hit them something. We down to set it off. Wallow, slick and weasel. Get all it waits a ball. My groove is tight. Drummers drumming right. Dirt's our secret weapon. Each and every night. Each and every night. We come here to rip shit. Make y'all scream and shout. Later for y'all haters. Turn this mother out. If you came to ball, if y'all came at all, we don't plan to stop. Then you bounce and go up a ball. Then you bounce and up a ball. Bring the drama, play. Give me all you got. Make your move. Shoot your back. I see right through. I chase right like nipple. Slip right past the clock. Set you up for two. Shoot your back shot. Shoot your back shot. One more time. D'Angelo Voodoo, D'Angelo Questlove, Pino Palladino. Не знам кои се другите музичари, но прекрасно звучи.
A za ponatamo. Kao što kažа, pozdrav za Double G, Vax Revival, hvala ви za pločava što mi je prodavate. Naravno ide jedan album, što vjerojatno mene mi je omiljen album. Ne znam vo koja kategorija omiljen od sita vjerojatno. Shuggy Otis, veruje li ne imao kao 21 godina i on ги разпишува аранжманите на овој албум, значи пее, ги пишува текстовите, музиката, се комплетно го продуцира албумот, татко му се појавил како екзекутив продусер, во ствари Shuggy Otis е син на Johnny Otis кој има рекорд мислам као компанија за плочи, за издавање плочи и Shuggy Otis на некој начин го има студиото на татко му да си се зеза таму. И би сакал вака луѓето кои се зезаат вакви работи почесто да прават овој албум. Интересна тривија за овој албум е дека му е омилен албум на Принс, а Принс го почитуваме сите многу, зашто многу убава музика ни има дадено да играме на нејза. И затоа оваа песна што ќе ја пуштам од албумов, сакам да го почувствувате тоа како Shuggy Otis му бил влијание во ствари на него. На 21 година, без да знае што ќе се случува натака. Уживајте.
Out of my head. Шуги Отес. И оваа плоча ми е поклон од Спиро, не знам што да кажам. Веројатно најдобрите плочи се поклон, фала ти Ептен. Вака јавно да ти кажам. Инаку сега ќе пуштиме нешто многу хип. Според мене звучи нешто како некој модерен дечко како Тайлер the Creator што би го направил. Ќе слушнете некои органи внатре и Just a smile a mile, and a smile from me, from you, and your mama too. Just to find the kind of another time. Down the road a bit, I've been walking it. Happy house, can we go there? Wanna go there? Shots roll on our way to the happy house. Здраво. Океј, сега ќе идеме во една малце, ќе запловиме во други води. Малце по-психоделик музика. Малку луѓе на Балканот ги сакаат The Birds. Сите ги знаат The Beatles, Beach Boys помалце, The Birds некако најмалце од тие големи бендови, а многу сакам кога се случува да некој изврши влијание врз некого со музика, кога му е инспирација и после тоа кога се враќа назад. Тоа се случило така со Birds. Birds почињаат со свирење кавери на Боб Дилан песни и после полека кога се појавуваат Beatles и они викаат, ова е помодерно, вака треба електрични гитари да свириме. Првата, да. И овој албум има многу убав звук. Се шпекулира дали они си ги свират инструментите тука. Само момент. И уживајте, ќе докажам после уште нешто што ќе ми текне. So you wanna be a rock and roll star? Then listen now to what I say. Just get an electric guitar and take some time and learn how to play. And when your hair's comb right and your pants are tight, it's gonna be alright. Then it's time to go downtown where the aged man won't let you down. Sell your soul to the company who are waiting there to sell plasticware. And in a week or two, if you make the charts, the girls will tear you apart. What you paid for your riches and fame? Was it all a strange game? You're a little insane. The money that came and the public acclaim. Don't forget what you are. You're a rock and roll star. La 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 la. Хју Масакела тука им свири труба, значи на Birds. Приказка за како треба да си купиш гитара и да станеш рок-н-рол звезда. Многу голема работа во тоа време. И да одиме понатаму. Сега
ќе пресечеме епта со тоа што ќе пуштиме Fats Waller. Многу голема инспирација за мене последнија недела. Не можам да извадам плочава, постојано седи и ја пуштам од поново. Може да ја пуштиме ова. I'm gonna sit down. Да, и ќе оставиме после таа песна што иде. It's a sin to tell a lie, се вика. Уживајте. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I got 'em. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. Gonna smile and say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe, make believe, make believe it came from you. Прекрасна ствар од Fats Waller. Само да подсетам дека почнавме со Nat King Cole трио, иначе Nat King Cole, иако има прекрасен глас, он е фантастичен пиано плеер. За неговиот стил се вика дека е нешто измеѓу Fats Waller, ова што го слушавме сега, и страйт пианото на Earl Hines. Како што гледам шарци овде ги собрали двете, ги има и Fats Waller и следно му Earl Hines. Така да со крајот го спојуваме почетокот. Да, мислам, јас сум побуделен по добри пианисти. И тие се.
И најчудното е што сите се од Питсбург. Овие, освен, мислам, Фейтс Велер не е од Питсбург, ама Ерл Хайнс, Ахмад Джамал, сите се од Питсбург. Завршуваме со Не е пијана тоа сесија. коинциденција, изгледа ако направиш нешто, инспирираш некого, најпрво тие у твојот град ќе го дознаат потекнува. Трета. I want some seafood, mama. I want some seafood, mama. Choo choo to Broadway Food Cincinnati. Don't get icky with the 1, 2, 3. Life is just so fine on the solid side of the line. So hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Put a racket back. I want some seafood, mama. Shrimpers and rice, they're very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Put a racket back. I want seafood, mama. Steamers and sauce, and then of course I like oysters, lobsters too. Like my taste bud fish. When I come home from work at night, I get my favorite dish, fish. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Put a racket back. I want seafood, mama. Shrimpers and rice, they're very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Put a racket back. I want some seafood, mama. Oh, that's very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Put a racket back. I want some seafood, mama. I like Porgy's mackerel too, tasty butter fish. When I come home late at night, prepare my favorite dish, fish. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Rack, I want the seafood, mama. I want some 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 seafood, mama. Fish, 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 put, put. Idemo понатаму со Earl Father Hines. Го викаат татко, што музичарите мисле дека има татко на сите, што тој е првиот модерен пианист, како Луис Армстронг што е првиот импровизатор во светот, така Earl Hines прв почнал да свири тој трампет стайл, кај што тоаш немало озвучење и клавирите морало многу гласно да ги дрнкаш, да ги лупаш, за да се слушнеш ти во полн клуб. Уживајте.
Fala. И за край. Ахмад Джамал. Сите рапери му ги чопнуваат неговите акорди, да ги стават, да им звучи музиката поубаво. Што никој не го прави боле од Ахмад Джамал, дури Майлз Дейвис идел и бубал све што они имаат да кажат со триото, за да си го примени на својот бенд после тоа. И ова трио мислам дека е најдобриот џез за мене и тоа плоча ја купив од South Carolina, не, North Carolina беше. Купив добри ствари таму. И важи. И можам да ја пуштам. Бра! И ова е последната песна за денес. The Surrey with the Fringe on top. Живете.
Фала, Амок. Прекрасен ден. Да. Сега ќе му дадам на Дупло Г да ја одјави емисијата. Фала ви епте, стварно. И поздрав до сите тука, мачки, Зоки Бейбе, најдобрите луѓе. Васе, Боби, Спира, Буда, Игис. Let's go! Повеле, одјави. Фала ви дечки најмногу. Поздрав до Боки режија. Ајде, свака част Франкфурт. Лода ви. Дечки, топ. Една од подобри епизоди, мене баш ми се свијаше, уживав ептен. Би сакал гледачите да можеа ветрето што пиркаше да го сеќаат. Бризот. На моментот идов во Калифорнија, докторе стварно не пренесе таму. Шамба топ. Фала ти многу, фала ви на двајцата. Голема благодарност до EU House. Уживајте, се гледаме во некоја наредна прилика. Се гледаме и со вас. Поздрав, чао.